Европската комисија и Европската инвестициона банка заеднички ќе финансираат милиарда евра за млади земјоделци, соопшти пресцентарот на Европската комисија. Програмата целосно е финансирана од Европската инвестициона банка и треба да биде поддржана од банките учеснички во секоја земја членка. И со тоа потенцијалниот износ достигнува 2 милиарди евра. Комисијата нагласува дека најмногу е загрижена за тоа како старее популацијата во агросекторот. Во категоријата млади фармери, 11% од вкупно 10,3 милиони земјоделци во 2016 година спаѓаат во оваа категорија, соопштува Евростат. Главен проблем е да им се обезбеди пристап на младите фармери на долгорочни заеми со разумни каматни стапки, рече комесарот на Европската унија за земјоделство и рурален развој Фил Хоган. Програмата ќе биде управувана на ниво на земја членка од страна на банките и лизинг компаниите кои работат низ Европската унија. Покрај тоа, програмата ќе се осврне на многу од сегашните недостатоци со кои се соочуваат земјоделците. Пониски каматни стапки, подолги периоди до 5 години за почеток на отплата на кредитот, подолги периоди на отплата до 15 години. Додадена флексибилност во зависност од условите, да се одговори на нестабилноста на цените во земјоделскиот сектор за да се осигура дека земјоделците продолжуваат да ги отплаќаат кредитите. Според оваа шема, два пилот заеми од 275 милиони евра ќе бидат воведени во Франција. Овие кредити се конкретно насочени кон млади фармери и ублажувањето на климатските промени.